Преку проектот "Веќе не е ладно во моето училиште", хуманитарното здружение Мајка ја следи реализацијата на предизборната програма на градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски во селата Табановци и Пчиња. Општата цел на оваа акција е зголемено граѓанско учество со акцент на граѓаните од руралните средини. Председателката на Мајка и проектен координатор Лидија Илиевска информира дека врз основа на досегашниот мониторинг констатирана е делумна реализација на ветените реновирање на училиштата Браќа Рибар во Табановци и Браќа Миладиновци во Пчиња, како и на изградбата на фекална канализација крак кон селото Табановце. Ние правевме мониторинг врз основа на оно што го имавме како информации од веб страната на општината, од разговори од надлежните во општината, од жителите во селата Пчиња и Табановце. Правевме анкета и видовме дека граѓаните и од Табановце и од Пчиња делумно се запознаени со програмата на предизборната програма на градоначалникот, дека не се во тек со тоа докаде се овие активности за реновирање на училиштата и еве денеска сме тука на еден така мировен собир да испратиме порака до надлежните, повеќе до градоначалникот, значи да го потсетиме едноставно на неговите предизборни ветувања. Се надеваме дека оние ветувања што ги дал веќе ќе ги и реализира, бидејќи делумно од тие ветувања се започнати со реализација, па се надеваме дека и учениците во селото Табановци и во Пчиња во наредната учебна година ќе имаат помодерни училишта и потопли и поубави услови за работа. Активистките на Мајка заедно со местното население, а во соработка со училиштето Браќа Рибар, денеска по повод денот на екологијата засадија и дрвца во училишниот двор, порачувајќи дека треба да се чува животната средина. По повод денот на екологијата, сакавме овие собири да не ни бидат онака празни, него да ни представуваат еден символ, да испратиме исто една порака дека треба да се чува животната средина. Денеска во Табановци ќе засадиме 80 родни дрвца во дворот на училишниот двор, а утре во Пчиња ќе засадиме 17 листопадни иглолисни дрвца и со така во нивниот двор. Со тоа ќе придонесеме околината на училиштето да биде поубава, а и младите, односно учениците, да стекнат една навика дека навистина треба да се води сметка за средината во која што се живее и дека секое дрво значи живот. Ние родителите се решивме да донираме некои дрвца родни за да го потикнеме нашиот градоначалник во ова училиште. Имаше обеќано дека треба да се реконструира училиштето и да го потикнеме него за да ни изгледа поубаво училиштето и нашите деца да се повесели во ова училиште и затоа решивме да насадиме дрвца родни за да ги биде поинтересно на нашите деца во селото Табановци. Ние уште многу одамна имаме спортската сала што е на школата, но никој, сите ветуваат, а никој не сака да се потруди. Значи тука децата немаат каде да вежбаат, еве физичко, сите работат у училниците, а салата е огромна, значи треба некој да се потфати за да го реши овој проблем. Значи нашите деца нема каде да вежбаат и многу е трагично во овој век да немаш физичка сала каде да вежбаат децата. Според Илиевска, вклученоста на заедницата во процесот на донесување на одлуки на локално ниво е една од главните цели на организацијата. Со реализација на предвидените активности ја мобилизираме заедницата и ја подсетуваме локалната власт да ги исполни своите ветувања и планови. Целиме кон постигнување на поголема политичка одговорност и транспарентност на општината, а воедно и зголемување на јавната свест кај граѓаните од руралните средини за граѓанското учество, истакна председателката. Ваков мировен собир преку кој Мајка сака да испрати порака и да ја подсети локалната власт да ги исполни своите планови и ветувања, ќе биде реализирани утре заедно со жителите на Пчиња, а ќе бидат засадени дрвца како символ на зачувување на здрава и чиста животна средина. Здруженијето Мајка го спроведува проектот "Веќе не е ладно во моето училиште" во рамки на проектот "Поддршка на изборни реформи" на владата на Швајцарија, имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи.